во Битола, таму сум роден. Пеев на тие школски пријатели. После во театар работев како хонорарен артист, пејач и артист во Битолска народен театар, дори учев таму. 3 години последни од школувањето, завршив матура, дојдов во Скопје, во ансамблот Танец, преку конкурс за формирање на ансамблот Танец, и таму стапив како професионалец, пејач, играч, солист. Така беше тоа, некој званешно беше во Танец. Со Танец нормално пеев и како соло, но на претежното беше во групи, што беше постојане групи, дует, трио, октет и соло. Таму почнав професионално. Не ви ден денеска. Цел свет и со таа песна. Јас реков веќе во однос на она на музиката и текстот кој се прави, дека дури непристојни текстови, дури има некаде на некои песни на носите, се разбира, и дека не личат секој пат песните на македонската песна да има на основа на македонска умелост да се прави таа песна. Меѓутоа, ова што рековте за облеката, бидејќи ови се песни правени на македонски изворни, треба на изворниот на македонскиот мелост да се прават, а и на староградскиот воопшто, не може да се најде подходно така да одговара носија, народна носија, бидејќи народната носија е сврзана со одреден крај на Македонија, едно одредено подрачје. А ова кој ќе се облече вака? Да, мислам да е... Ова е друго, веќе фестивал, тоа е едно друго ниво кое баш као од оној ниво на кое барам изворното да се донесе на овие фестивали, како што рековте, имавте право. Тие се прекрасни фестивали, не само Битола и Илинденски денови и во Охридните Балкански фестивал и Долненски фестивал и други овие регионални фестивали, Пецевите со години се расправа со тие фестивали изворни. Тоа мора така да бидат облечени. А имате право на плебекот, ние секој пат сега настојуваме најмногу да се испее живо. Кој му држи, нека повели живо да пее на фестивалот, а не со плебек. Се скина лентата и ова отвора уста, нема ништо. Смешно.